Во ова издание, влезот на Македонија во НАТО ќе го зајакне Балканот против руското влијание. Порака од државниот секретар Мајк Помпео посредбата со вршителот на должноста шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос. Тема на гласот на Америка. Каква е иднината на трговската марка која го содржи префиксот македонски или Македонија по договорот од Преспа? Ретка гледка. Повеќе дедомразовци на едно место. Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Божикниот пазар во Страсбур денеска ќе биде отворен повторно, откако беше затворен по смртоносниот напад неделава. Еве ги најновите детали. Истражителите работат да откријат зошто Черив чекат уби тројца, повреди 13. За сега не постојат индикации за соработка со други, но истрагата продолжува, рече францускиот министер за внатрешни работи. Полицијата го застрела и губи чекат во околината на Страсбур по интензивна потрага. Исламската држава на Твитер објави дека презема одговорност за нападот. Русинката Марија Бутина останува во притвор во САД, откако се изјасни за виновна дека делувала како агент на Кремљ. Обвинителите велат дека Бутина работела да изгради врски со Националната асоциација за оружје, како и да се инфилтрира во кругови на Републиканската партија, за да пренесу информации во Москва. Бутина се соочува со 5 години затвор по судењето на 12 февруари. САД ја преосмислуваат улогата на мировните мисии на Обединетите нации во Африка. Советникот за национална безбедност Џон Болтон и секретарот за одбрана Џим Матис разгледуваат можности за распоредување американски сили и ресурси на континентот. Болтон ја соопшти новата политика на администрацијата на претседателот Трамп кон Африка, велејќи дека САД повеќе не може да поддржуваат неодговорни мировнички мисии. И честитаме на грчката влада за незината работа за постигнување на договорот од Преспа, што ќе ја овозможи на соседната земја Македонија да се приклучи на НАТО и на ЕУ. Со тоа ќе го зајакне Балканот наспроти малигното влијание на Русија, изјави државниот секретар Помпео посредбата со грчкиот колега. Во Скопје доаѓа и висок представник од Стејт департментот за поддршка на договорот од Преспа. Владимир Мирчевски со деталите. Јасна поддршка и порака на Вашингтон дека договорот од Преспа треба да се финализира во двете земји. Така во Скопје се толкува изјавата на американскиот државен секретар дадена посредбата со алтернативниот грчки министер за надворешни работи Катругалос, во која Мајк Помпео за членувањето на Македонија во евроатлантските организации директно го поврза со зајакнување на регионот наспроти руското влијание. In June, Greece signed the Prespa agreement, which will have positive economic impacts. Во јуни Грција го потпиша договорот од Преспа што ќе има позитивни економски ефекти и ќе отвори Грција како влез кон Балканот. И честитаме на грчката влада за незината работа за постигнување на овој договор што ќе овозможи на соседната земја да се приклучи на НАТО и на Европската унија како Република Северна Македонија и со тоа ќе го зајакне Балканот наспроти малигното влијание на Русија. Токму за значењето на договорот од Преспа и за членувањето на Македонија во НАТО, во вторник во Скопје ќе зборува Џон Саливан, заменикот на Помпео, чија посета е прва на толку висок представник на Стејт департментот на земјава по долгогодишна пауза. Известно е дека Саливан ќе испорача силна поддршка на процесот на уставни измени. Денеска и Британија, една од најважните членки на НАТО, побара финиширање на договорот зимето. Преспанскиот договор е историски договор кој овозможува на Македонија да продолжи со стратешките цели. Важно е процесот да се комплетира со јасен фокус на испорачување на несомнениот избор на граѓаните на земјата, а тоа е да се биде дел од евроатлантската заедница. Премиерот е уверен дека ќе добие двотретинска поддршка од пратениците за уставните амандмани и дека процесот ќе се заокружи околу средината на јануари. Заев смета дека и Грција ќе го исполни својот дел од спогодбата. Договорот е добар за двете земји, за двата народи и верувам дека бенефитите ќе се видат во следните месеци од неговата имплементација. Јас сум убеден дека довербата која што имам во Алексис Ципрас ќе биде имплементирана во парламентот, како што јас се трудам довербата што Алексис Ципрас има према мене и према владата во Македонија дека ќе биде имплементирана во парламентот. Проблем за владата на Ципрас покрај тенкото мнозинство во парламентот е и слабата поддршка на грчката јавност за договорот зимето. Според последните истражувања, 7 од 10 грци негативно го оценуваат преспанскиот договор. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
Ако договорот од Преспа, кој го решава дводеценискиот спор меѓу Македонија и Грција и официјално стапи во сила, дополнително ќе се решава прашањето за употреба на трговската марка која го содржи префиксот македонски или Македонија. Државата има повеќе трговски марки со името Македонија и македонско за разлика од јужниот сосед. Македонскиот Рубин е еден од нив. Мики Трајковски со деталите. Македонскиот Рубин е еден од производите со потекло од Македонија на кој пред името на производот стои придавката македонски. Во 2008 година е брендиран под оваа трговска марка. Самите странци кога ќе дојдат во Охрид го барат под називот македонски Рубин. Значи не е само Рубин, него баш македонски Рубин, пошто ваков вид на камен со ваква боја, значи виолетова, единствено имаме само во Македонија. Овдека, поточно во Прилепскиот регион. Таму се истават во самиот мермер. За територијата на Република Македонија од вкупно 14.556 трговски марки на македонски субјекти, 79 го содржат зборот Македонија, 77 англиската верзија на името Маседонија, а придавката македонски ја содржат 12 регистрирани трговски марки. Македонските компании имаат меѓународно регистрирани 344 трговски марки. Само 5 го содржат името Македонија. Меѓународно регистрирани македонски географски ознаки има вкупно 5. Македонски ајвар, кривополанечки мед, дисан, кочански ориз и охридски бисер. Министерот за надворешни работи Никола Димитров при неговата последна посета на Охрид во септември годинава изјави дека прашањето за трговските марки согласно Преспанскиот договор помеѓу Македонија и Грција дополнително ќе се решава, но ти кодовите МК и МКД остануваат. Додека не се најде решение, останува се по старо. Без наша согласност и нивна согласност не може ништо да се смени. Ќе има едно тело од нашите бизнисмени и нивните со експерти меѓународни кои што ќе најде начин. Ние имаме некои повеќе трговски марки со името Македонија, македонско и така натаму. Ќе се најде начин како тоа ќе функционира. Ова не е само важно за идентитетскиот дел, туку важно е и за комерцијалниот интерес. Иако станува збор за политичко прашање, Укоевски очекува дека нема да дојде до промена на терминот македонски во нивниот производ. Од Државниот завод за индустријска сопственост велат дека за сите идни користења на името Македонија како дел од имиња за комерцијална намена, трговски марки и заштитни знаци, согласно спогодбата од Преспа, ќе решава меѓународна група на експерти која треба да се формира во текот на 2019 година со мандат од 3 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на петочниот News Flash, во овој период од годинава Дедо Мраз е насекаде. Во трговските центри, на телевизиски реклами, промоции од секаков вид. Но ретка гледка е да се има повеќе дедомразовци на едно место. Араш Арабасади не води во Мадрид. Илјадници лица облечени како Дедо Мраз трчаа низ улиците на Мадрид во добротворна акција за собирање пари за деца со рак. Со црвени палта, капи, учесниците трчаа околу 5 километри. Тука сме за добротворна цел и да ја прославиме божитната сезона. Дел од донациите одат за непрофитна истражувачка и образовна фондација Интеос, која соработува со Старт Мадрид, чија мисија е да го забрзат развојот на нови лекови против рак. Ова е прекрасен ден. Уживаме и спортуваме во исто време и правиме нешто добро за децата со рак. Повеќе од 7.000 се пријавиле да трчаат по улицата Мадрид Пасајо дела Касајена за оваа кауза. Најголем дел од парите собрани од пријавените на настанот, што се промовираше како најголема трка на дедомразовци во светот, отишле за добротворни цели. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски, студиото во Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер и пријатен викенд.
presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. One of the visual mantras when we were hatching this Yellowstone article was, we want iconic landscapes with animals in. I ended up getting the Tetons, which is great if you're a landscape photographer, which I'm not. And Ansel Adams, the most famous, brilliant landscape photographer that ever was, photographed one of his most famous pictures here. How the hell am I going to top that? A few years ago, I was called into a meeting, a lunch meeting, and the Geographic told me, we're going to do this whole issue special on the greater Yellowstone ecosystem, and I was asked to become one